Здраво, другарчиња! Еве ме мене повторно на дружба со вас. Јас сум учителката Славица од градинката Астибо од Штип. Минатиот пат ви раскажав една убава, интересна и необична приказна со помош на каменчиња, волкот и трите прасенца. Денеска сум овде да ви раскажам уште една приказна, но заедно со моите другарчиња, двете кукли Марија и Владко и за нивната кавка. Вие седнете убаво, сместете се, а јас ке започнам да ви раскажувам приказната. Само да ги најдам. Каде ми се? Ајде, Владо, ајде, ке задоцнеме за во градинка. Леле, па ти се уште не си облечен. Што е пак сега, Владо? Марија, те молам, почекај ме малку, само да си ги најдам чорапите. Каде си ги стави вчера? Чекај, Марија, да ги најдам. Каде ми се чорапите? Леле, Владо, секое утро истиот проблем. Каде ми е ова? Каде ми е она? Чекај, Марија, се сетив. Знам каде ги ставив. Ги ставив во ранецот што го носам во градинка. Чекај, сега ќе го донесам. Чекај, Марија. Леле, Владо, па ти не си измиен ни лице од вчера. Се уште ти стои чоколадото што си го јадал. Владо, чоколадо, Владо, чоколадо, Владо, чоколадо. Марија, ти ли ми го зеде ранецот што го оставив под креветот? Овој пат претера, Владо. Јас ли сум ти виновна што ти не знаш каде си ги оставаш работите? Знам. Сега ти ме збунуваш во овој момент и не можам да мислам. Владо, ти си неуреден и расеан зашто имаш заборавена глава. А ти си пак една уредна прчла со досадни прцки. Владо, чоколадо, Владо, чоколадо, пречла, Владо, чоколадо, пречла. Владо, чоколадо, пречла, Владо, чоколадо. Тишина. Ве гледаат другарчињата. Тишина. Ајде сега да ми кажете зошто се каравте. Зошто беше оваа кавга уште рано утрово? Јас прва ќе кажам. Брат ми Владо е многу неуреден и секое утро доцне за во градинка, зашто не знае каде се ги остава работите. Така ли е, другарчиња? А сега јас да кажам. Сестра ми, Марија, секое утро ми влегува во собата. Ми се подсмева, ме осудува и тоа мене ме збунува и јас не можам да мислам и не можам да најдам каде ми се моите работи. Така ли е, другарчиња? Јас сум ти виновна што ти имаш заборавена глава. А пак ти имаш досадни прцки. Тишина. Доста се каравте.
доста се навредувавте. Владко, дете сладко, ти мораш веднаш да го промениш своето однесување. Тоа значи дека ќе мораш да станеш одговорен за своите работи и да знаеш каде ги оставаш. И не само тоа, туку треба да ги оставиш на соодветното место. Тогаш, Владко, од неуреден ќе станеш уредно дете и навреме ќе стигнуваш за во градинка. А ти, Марија, ќе се сетиш ли како ве учеа учителките во градинка? Како треба да се однесуваме кога на некого му е потребна помош? Треба да му помогнеме на другарчето. Така, значи, наместо да му се подсмеваш на помалото братче, сега ти ќе му помогнеш тој да стане уредно и вредно дете како тебе. Осудата и подсмевот нема да го направат подобар и поуреден. Се согласуваш ли? Да, јас ќе му помогнам на моето братче, ќе му помогнам да го среди шкафчето со боички, сликовници и сликички. Извини, Владко, што те нареков неуреден и заборавена глава. Извини, Марија, што те нареков прчла. А сега, пред да заминете во собата на Владко, да им кажете довидување на другарчињата кои што ве гледаат. Довидување! Ете така, другарчиња. Денеска научивме една лекција од Марија и од Владко. Од Владко научивме дека не треба да се биде неуреден. Туку напротив, треба да знаеме и да водиме грижа за нашите работи. А од Марија научивме дека треба да им помагаме на другарчињата, но и дека не треба да им се подсмеваме. Затоа што со подсмевот никогаш нема да ги направиме подобри другарчињата од нас. До следното видување, другарчиња, останете дома. Се гледаме!